Крајот на учебната година вообичаено кај основците е период кога се сумираат резултатите и се објавуваат имињата на најдобрите, освоените награди на многобројните надпревари, учеството во меѓународни проекти и пред се големиот ентузијазам во сите области од образовниот процес беа причина Општинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево со гордост да соопшти дека Тамара Спасевска е ученичката која ги исполни сите критериуми да биде прогласена за најдобра полуматурантка. Со гордост можем да кажам, јас како оделенски раководител на ученик на генерација и на повеќето кандидати за ученик на генерацијата, дека се тоа прекрасни ученици кои оставија убава трага во постоењето на нашето училиште. Ќе се сеќаваме долго на нив, на нивните постигања, на нивниот труд, нивните знаења и се она што направиле за училиштето. Математичкиот надпревар Кенгур и интернационалниот проект Волонтери без граници се само дел од нештата, кои за едниот средношколец ќе бидат мотив плюс со голем ентузијазам да се продолжи во средното образование, кое Тамара ќе го продолжи во Делчевската гимназија. Најмногу бодови ми донесоа неколкуте дипломи и неколкуте места од меѓународниот надпревар Кенгур по математика и меѓународниот надпревар по англиски ХИПО, на кој имам учествувано 2 пати. Бев дел од двата проекти. Првиот проект се викаше TrueBit со основното училиште од Домжале и вториот проект беше Волонтери без граници и соработувавме со основното училиште од Вранско Табор. Освен најдобриот ученик денес од училишните клупи на Општинското основно училиште Ванчо Прке се простија близу 80 полуматуранти. Би искористил оваа прилика да им честитам на полуматурантите завршувањето на успехот, да им посакам понатаму пријатни моменти во школувањето, успех понатаму. Нашето училиште секогаш ќе остане отворено, нашите врати се отворени за нив секогаш. И да се надеваме дека понатаму често ќе се среќаваме во животот и да им се најдеме секогаш прилика кога треба нешто да им помогнеме. Исто така ќе им посакам пријатен распуст на сите наши ученици и ликот на ученикот да го зачуваат во текот на летниот период. Инаку следната година Општинското основно училиште Ванчо Прке ќе брои 74 полуматуранти, од кои над 60 ќе учат во Централното основно училиште, додека останатите во подрачните училишта.